На празниците и на новогодишната атмосфера веројатно најмногу им се радуваат децата, но и возрастните не заостануваат многу заднив, особено затоа што ова е период кога некако сите посакуваме она што доаѓа да ни биде подобро од предходното. Веќе 5 години поред припадниците на и влюбениците во автомобилите Буба и припадниците на Буба клубот од Македонија организираат новогодишен карван со своите автомобили. Така ќе биде и годинава, 5-ти пат поред, новогодишно украсени автомобили Буба ќе продефилираат низ Скопје. На оваа тема ќе зборуваме со мојот денешен гостин, Тиберие Киријас, председател на Буба клуб Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре најдов. Јас веќе кажав, 5-та година поред го организирате ова новогодишно дефиле на Буба олдтаймери, може слободно да кажем. Да. Иако постоиме од 2010 година, ова ни е 5-та поред година кај што организираме возно дефиле и дружба со колегите од Буба клуб Македонија, како и колеги од други клубови и други пријатели кои имаат олдтаймер возила. Еден колега од клубот Јоцо пред 5 години ни донесе лед сјалички и така да не инспирира да почнеме ги китиме елките, бубите, како што го прават тоа веќе наназад години во светот. И баш и така и ни влезе ова новогодишна дружба, ни влезе во календарот на настани, од 4 настани што ги имаме официјално. И на овој настан сега ќе додат отприлика некои 15 возила од не само од нашиот клуб, но ќе имаат и од Peugeot 404 Македонија, Gentleman's Crew Скопје и од новоформираниот клуб од Куманово, Олдтаймер Витези од Куманово. Ова што сега во моментов оди на екранот, тоа се фотографии на, мислам дека е последното дефиле. Не, ова е поодамна, а баш тука со љубителот Classic Mini и кој ги викнавме на гости, да, многу беше убав тој собир. Тоа бевме паркирање на плоштадот. Така. И се сеќавам дека граѓаните беа воодушевени, имаше тука некој дополнителен базар од страна и сите сака да се сликаат покрај колите. И навистина убаво. И навистина беше убаво, да, навистина. Ајде да кажеме каква маршрута ќе имате оваа година, од каде тргате и каде ќе бидете паркирани, за да може да дојдат гледачите и граѓаните заинтересираните да го видат тоа. Да, сите што ќе сакаат да ги видат овие олдтаймер возила кои со нели со љубов и макотрпно и финансии се грижвани да ги возиме, ќе бидат дотерани и ќе почнеме ќе се собереме кај зоолошка градина на паркингот. Тука е баш згодна локација, од кај што ќе тргнеме по Илинденска на кај владата и од кај влада ќе свртиме десно, па кај Палома Иванка ќе свртиме лево за да поминеме низ Корт. И потоа после преку собрание после тие семафори кај свртиме лево кон Олимписки, па десно кај Джамбо Веро и после тоа по булеварот ќе идеме до крај до аеродром, кај што од кога ќе поминеме трговскиот центар Бисер на семафорите ќе со булевар Србија ќе свртиме полукружно и ќе после Капитол, нели, ќе се вратиме назад до Железничка, од кај што по споредните улички од населба Пролет ќе влеземе во трговскиот центар Джамбо Веро, кај што во втор пат ни излагаат во пресед да ги паркираме нашите возила и да го разбаваме народ. Така, ќе бидете паркирани, предпоставам, надвор на ќе бидеме надвор на делот што гледа према Центар регистар. Народна банка, да, тука ќе бидеме. Што е она што ве мотивира да го правите? Ова прво е прилично, релативно долга маршрута. Значи, вие тргате од зоолошка градина скроз до булевар Србија, предпоставам, тука ќе одите. Значи, 5-6 километри вие во еден правец. Да, сигурно, да. Па идејата е да ги израдуваме граѓаните. И они кои ќе ги видат возилата, застануваат, ќе ни мафнат, ќе се насмевнат и таа енергија ни ја пренесуваат нас. Па тоа ни се допаѓа
и е взаемно задоволството, така да. Секако. Овој пат на пример ќе биде интересно што една мајка не замоли, синот бил голем љубител во бубите и на својот 5-ти роден сега од пред месец дена имал буба со херби бубата отозгора вуф, нели. И не замоли ако може да се повози синот и рековме да нема проблем. Излезе еден колега од престрет, па ете ќе биде и тоа интересен куриозитет за прв пат овој пат. Само да кажеме во колку часот тргнувате? Да, во 17:30 ќе тргнеме. Таман кога е веќе мрак, кога може да се гледа како светат бубите. Да, сијаличките да тоа доаѓа до израз на колите и ќе бидат накитени со дополнителни орнаменти новогодишни. Ќе видиме другите колеги од клубовите како ќе ги наредат, секој пат некој нешто ново додава или нели за да како зависно од моменталната инспирација. Но така многу интересен момент е тоа кога ќе се собереме како група од колона од така олтаймер возила имаат посебен шарм. Убаво е што светските искуства се обидувате да ги пренесете овде во Македонија. Бидејќи рековте дека ваш колега од клубот видел некаде вакво нешто, па дал идеја да се изреализира тоа и кај нас. Но уште поубаво е што млади луѓе, бидејќи вие спаѓате во категоријата на млад човек, се влюбеници во олдтаймер автомобили. Бубата е безвременско возило, мора да кажеме. Да, безвременски дизајн има. Така е, но обично младите луѓе денес сакаат модерни возила. Размислуваат за електрични автомобили, за хибридни, ајде во најмала рака. Да. Зошто токму буба? Во мојот случај, бубата е од прв газда бил мојот дедо. Од 1967 година и од тогаш е во нашата фамилија. Значи, мојот дедо го возел, татко ми, мајка ми, јас и се надевам, нели, понатака моите деца, некои од децата ќе возат бубата. Ја кога бев млад, кога пред да положам за водачка, се мислев дали да продам бубата. Се извинувам, кога бевте мал. Млад, мал, да. И среќа не ја продадов, ми помина тој момент, никој не искористи таа шанса кога бев збунет. И од тогаш со љубов и голем мера ќе возам бубата. И зашто спомнате зашто нели олдтаймер возил и бубата бубата е причина која ме вади од комфорт зона да излезам и да појдам на места кај што претходно не ми панало на памет да појдам. Да. И при тоа ќе запознам нови луѓе, позитивни, фини луѓе, пошто кога некој се дружи во клубско делување, значи делува, веќе тој некој човек што има некој профил одреден и сака да се дружи со други своји истомисленици, некои од влюбеници во олдтаймерските автомобили. И секој пат тие локални луѓе кај што ќе одиме во Македонија и во Балканот и во низ балканските земји, ексју земји, Грција исто така и Албанија, секој пат не носат на некои интересни места кај што ви кажам, значи не ми паднало на памет да појдам претходно. Целата таа дружба, сето тоа искуство придонесува. Да, баш така. Сега бев летоска бев во Кефалонија на Собир, кај што се запознав со еден господин кој е од Атина, од тамошен олдтаймерски клуб. Господинот не знае англиски добро, значи многу ни беше тешко, ни идеше комуникацијата, но искрениот поглед и со сопругата, со сопругата и желбата да се дружиме и он го разбираше нели моментот кога јас сум со фамилијата бев, значи со сопругата и со двете деца. Токав пат од 1600 километри поминав нели во двата правца. Значи ве чекам да завршите за да прашам. Се разбиравме со поглед и значи двајцата и сега го поканев и рече ти благодарам што се сети на мене, ќе гледам да дојдам на нашиот собир во која славиме 14 годишнина во април, до 19 до 21 април, тој е викенд. Така да некој пат се создава некои пријателства што значи не мора да се разбираме, ама ни е драго кога ќе видиш тој човек. Имате заедничка врзна точка, тоа е бубата. Значи ве слушам, бевме во Кефалонија, па спомнувате бев со семејството. Претпоставам дека бубата ви ја донесува таму.
Не е тама работа, не. Значи, ако не ја возам бубата, не паѓа ни под разно да носам на приколка, да паркирам негде, пошто бубата, ако не се вратам, временска машина, ако не влезам да возам и да се биде како 6-7 со кај што не било ни стандард да има безбедносен појас. Фабрички не се вредувало, нема потреба, никој не го барал нели како стандард. Така. Немало ни 4 жмигавци. Значи, ја морав последно се инсталирам реле, за да ради моја безбедност... За да немате казна... Не знам дали мисля дека не може да ме казнат, пошто од фабрички колата не била се инсталирана со реле. Мислам дека тоа е... Нема проблем, него едноставно за моја безбедност, да не да Боже ако застане колата на еден автопат, да бидам повидлив. И не ми смета воопшто да возам... Значи, како е да се вози толку долг пат? Преходната година бев на Тасос на Собир, 8 сати во еден правец, бев настинат, ноќно време трнавме, значи возбудата, адреналинот што ме понесе, него осетив патот. 3 дена кружевме на островот нели на овој како се вика на Тасос и се вратив во еден замав, не беше проблем никаков. Возбуда едноставно си го прави своето. Јас знам како е да се возиш во кола без клима, како реагираат младиве генерации денес на тоа. Да, па синот и керката синот е 9, керката е 4, уште се мали, некако они не им пречи, тие не чувствуваат. Да, летоска бев и до Тиват и мислев да застанам по пат некоја пауза да направиме, но приметив дека они беа заиграни во нели телефон, таблет во некој време, после тоа нели гледаат надвор. Искористив тој моментум и баш за 8 сати стигнав до Тиват без застанување со нели граничните премини кои што имаше, без пауза а сопругата и смета таа топлота нели на моменти, но има дека е метал на претежно колата и инсталирав еден вентилатор кој дува специјално само за у нејзин правец за да ја разладува. Се е добро кога семејството е среќно. Да, комфорт е битен и се обидувам да биде како што баш кога имам и сончев покрив кој се отвара скроз, ако треба, нема гале, да. Значи јас на вистина уживав во разговорот, а верувам дека ќе уживаат во новогодишното дефиле на овие накитени, новогодишно накитени буби сите граѓани кои што ќе имаат можност да ве видат. Уште еднаш ќе повториме дека некаде околу 17:30. 17:30 да ќе појдеме за до 18 часот горе од зоолошка градина, за да до 18 часот се паркираме кај Веро центар Веро Џамбо и таму останеме до 21 часот официјално кога ќе заврши Собирот. Јас ви посакувам многу успех, ви посакувам убава атмосфера првенствено. Посакувам да не е вака загадено за да можат да дојдат, велат во петок ќе заврне, значи веројатно нема да има магла. За да бидат бубите што повидливи и се надевам дека ќе има убава дружба. Благодарам, фала што ме поканевте баш во студио и се гледаме во некоја друга прилика.